Како пред јадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите запечени јајца полнети со сардина. Во поголем длабок сад го ставаме лебот. Го преливаме со млекото. Го гмечиме лебот со рака. Го оставаме лебот да го впие млекото. На 6 варени јајца им ги отсекуваме страничните делови, за да добиеме рамна површина. Потоа јајцата ги сечеме на половина. Жолчките ги ставаме во цедалка, а белките во керамичка тава за печење. Ги гмечиме жолчките со лажица во цедалката. Изгмечените жолчки ги ставаме во поголем длабок сад. Сардините ги гмечиме со вилушка. Изгмечените сардини ги додаваме во длабокиот сад. Со раце го гмечиме лебот, за да го истиснеме млекото. Потоа и лебот го додаваме во длабокиот сад. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Во длабокиот сад кршиме едно јајце и додаваме 2 шолчки. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Во подлабок сад ставаме павлака и го додаваме путерот. Мешаме со лажица. Потоа со жица за матење. Добиената смеса ја додаваме во длабокиот сад. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Филот го полниме во готварски шприц. Со шприцот со фил ги полниме половинките белки од јајца во тавата. Врз полнетите јајца и врз тавата попрскуваме со масло за јадење. Врз филот ставаме од преостанатата павлака. Врз полнетите јајца наросуваме лебни трошки. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 10 минути на температура од 220 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Еден лимон го сечкаме на тенки кругови. Круговите лимон во круг ги редиме начинијата за сервирање. Врз секој круг лимон ставаме по едно полнето јајце со сардина. Еден лимон го засекуваме на половина во форма на цвет. На средината на чинијата за сервирање украсуваме со гранчиња копар. Врз гранчињата копар ја ставаме половинката лимон во форма на цвет. Солени ринглици свиткуваме во ролат. Со по еден таков ролат го украсуваме секое полнето јајце. Еден домат го сечкаме на парчиња. Со парчињата домат врз секое полнето јајце и врз цветот од лимон ја завршуваме декорацијата на запечените јајца полнети со сардини. Добар апетит!